Evo, red se vrati. Zašto? Što se sluči? Ništo ne se sluči. Da ne udri pa kolata. Ne ti rekao deka ništo ne se sluči. Ništo ne ti je dobro? Umoren sam, Linda. Ja se ne možem da stignem do tamo. Kolata postojano vlečeš na strana. Može bi je pak zaradi volan otvili? Ne, rabotata je do mene. Ja shvatim deka vozam 100 km na čas, a ne se sećavam što se slučuvaše u poslednite 5 minuta. Da ne zaradi očilata? Ne, ja dobro gledam. Ili moraš da se odmoriš, ne može vaka da prodolžiš. Voze prebrzo, ne razbiraš li ti mene? Otvorim straničното prozorče i puštim da me duva topli od veter i najednoć skršnaf od patot kako da zaboravim deka vozom. Da premenem na drugata strana, ja se možem nekoga i da ubijem. Utre treba da pojdeš vo direkcijata i da mu kažeš na Howard deka ti jednostavno mora da rabotiš ovde vo New York. Ne im trebam, ja su ovde vo New York. Moj reon je Nova Anglija. Da beše stari od Wagner živ. Da, сега ќе раководев со работата во цел Нью Йорк. Тоа беше прекрасен човек, но неговиот син Хауард никого не цени. Кога прв пат јас заминав на север, Вагнеровата компанија немаше поим за Нова Англија. A zašto to ne mu go kažeš na Howard, Vili? Да, ќе му кажам. Се ќе му кажам, Линда. Има ли дома си? Ке ти направам сендвич? Не треба. Ќе се напијам јас само чаша млеко и веднаш ќе дојдам, оди ти легни си. А децата тука се? Спијат. Хе вечерва излезе со бив. Беше толку убаво да ги гледаш како се причат заедно во бањата. Еден за друг, како излегуваат заедно. Целата куќа мириса на коленска вода. Да рече ли нешто бив кога јас заминав? Не треба да се караш со него, Вили. Тој што току се врати. Ама кога јас му се карал со него? Јас sam опрашав колку заработува. Се извинили барем. Беше потиштен. Вили ти знаеш колку многу тој тебе те сака. Тој ќе се најде себе си. Ма како може да се најде себе си таму на некаква си фарма? Обичен работник. Ајде додека беше млад си вере, добро е, нека оди, нека скита малку, нека ги менува работите. Но по 10 години тој би морал да заработува најмалку $35 неделно. Тој се бара себе си. Да не се најде себе си до 34-та година, тоа е срамота. А ви е мрза. Ке ги разбудиш. И зошто се врати дома? Баш би сакал да знам што го донесе него пак дома. Не знам. Изгледа изгубен. Изгубен. Бив ломан изгубен. У најголемата земја на светот еден толку млад, прекрасен човек изгубен. Не, ќе зборувам јас утре со него, ќе му најдам јас нему работа во трговијата, па бив не е мрза. Тој би можел да успее. Лида, се сеќаваш ли како трча по него во гимназијата, а потоа на улица? Поѓаволите, зошто не ги отвориш прозорците? Прозорците се отворени, Вили. Како само не имаат затворено овде? Тули и ѕидови! Ѕидови и тули! Никаде ни стив, свеж воздух. Тревата повеќе не расте, во дворот не можеш ништо да посадиш. Се сеќаваш ли, Линда, на оние два убави преста кога јас и Бив поставивме мрежа за нишење меѓу нив? Требаше да ги затворат тие што ги секоја. Знаеш ли да јас се повеќе мислам на тие денови? Тогаш сутеа јоргованите и јасмините, а потоа божурите и лалињата. А колку пријатен мирис имаше оваа соба. Седни, одмори се, Вили. Во недела, ако биде убаво времето, ќе излеземе со колата надвор од градот. Ќе го отвориме малото прозорче, ќе земеме и ручек. Линда, на оваа кола не се отвара малото прозорче. Ама ете ти да не си го отворил. Јас? Не, Линда. А за не е тоа чудно, а?
Што тоа вели? Знаеш, мислев на Шевролетот. Се сеќаваш на оној црвен Шевролет што го имав пред 18 години. Еве, јас би можел да се заколам дека токму денес ја возев таа кола. Вили, сигурно нешто те подсетило. Се сеќаваш ли како бив ја гланцаше таа кола? Никој не можеше да поверува дека таа поминала 130.000 километри. Добро ли да оди ти легни си, јас ке дојдам на 130.000 километри. Сирењето е на полицата, Вили. 130.000 километри. Изгледа пак ја удри колата. Ако продолжи вака ќе му ја земат возачката дозвола, Бив. Сакам да спијам. Почнува да ме плаши. Да, господине, 130.000 километри. Дај ми цигара. Уште му си лутна тато? Ама ја изгланца колата, Бив. Зошто тато постојано ми смејува? Тој не те смејува, Бив, тој сака само ти да успееш. Тоа е се. А и ништо не е борец со него, зборува самиот со себе. Всушност, најчесто зборува со тебе. Со мене? Што вели? Факт е дека ти не си го имаш најдено местото, Бив. Дека постојано луташ. Ете, за тебе има некаква иднина таму? Иднина? Што е тоа иднина, Хеп? Јас не знам што е иднина. Не знам што би требало да сакам. Чекај. Значи тебе ти се допаѓа на фарма. Слушај, откако си отидов од дома, променив 30 различни работи, секогаш се исто завршуваше. Само што јас доста тоа го сватив. Затоа и се вратив дома. Еј, а таму, на фармата каде што работам, сега е пролет. Има 15 млади ждреби. Нема ништо поубаво да видиш кобила со младо ждреби. Што работам, јас би волите си играм со коњите за $28 неделно. На 34 години да не знаеш што да правиш со себе си. Ти си поет, ти си брат идеалист. Јас сум само збркан, како дете. Не сум работен, не сум оженен. Може би треба да се оженам, Хеп, а? А ти кажи ми, среќен си, задоволен си, а ти успеа. Среќен. Не знам, Бив, не сум. Како не си, нели добро заработуваш? Понекогаш не знам до што работам, Бив. Седам во својот стан и си велам колку кирија плаќам. Безсмислено. А тоа е оно што од секогаш сум го сакал. Свој стан, кола, многу жени, а сепак сум оставен. Слушај, зашто не дојдеш со мене на запад, а? Ти и јас, а? Може би ќе си успееме да си купиме фарма. Браќата Ломан. Браќата Ломан, така, На запад, ајде би. Ајде би, браќата Ломан, на запад. Ајде. Браќата Ломан, на запад. Ајде, удри. Фарма. Слушај, знаеш, проблемот е во тоа што јас не знам како се прават пари. Па и јас не знам како се прават. Тогаш ајде. Ајде би. Ама не, прво да им покажам на тие проклети директори на што е спремен Хепи Ломан, тогаш ќе тргнем со тебе. Бив, прости. Борите? Добро. Борите? Ти ги земем и оние двете со кои бевме вечерва. Зарем не се сладки, а? Ќе речеш дека сум свиња, ама нешто ја ти признам. Шарлота, девојката со која бев вечерва, верена е. Незиниот свршеник треба да стане заменик на мојот директор. Не знам кој дјавол ми е. Ова е трет директор на кој му го права местото. А потоа силно на нивните венчавања бив. Се мразам сами од себе поради тоа. Се сеќаваш на Бил Оливер? Бил Оливер. Тој е сега голема дверка. Да не сакаш пак да работиш кај него, а? Не, туку знаеш, кога заминував во кај него, тој ми ја стави раката наравно и ми рече, Биф, ако некогаш нешто ти притреба, дојди кај мене. А, супер. Утре сакам да одам кај него. Кога би ми дал 10.000 или барем $7.000, би можел да си купа моја фарма, ме разбираш? Ќе ти даде Бив, тој верува во тебе. Ти велам дојди овде па ќе живееме заедно. И кој е маче да го посака, само кажи ми мене. Слушај, кога би си купил јас фарма, би можел да го работам јас она што го сакам и пак да бидам некој нешто. Само што не знам дали тој знаеше дека јас ја украдов онаа топка. Ајде, би има заборавено тоа. Мислам дека и затоа си заменив во кај него. Глупост. Никогаш не разбра дали дозна или не.
Ќе измиеш ли колата, Бив? Го слушаш? Нема да заменуваш од дома, не знам што да му правам. Како само убаво ја гланцаш. Мама ова го слуша, така? Бака, чекај Бив. Ајде да спием, утре ќе поразговараш со него. Чекај. Спи Бив. И навистина имаш средба со девојка, Бив? Да, тоа е прекрасно. Само внимавај Бив со девојките, ништо не ветувај. Се уште си млад за да зборуваш со нив сериозно. Ти прво гледај го школата, а потоа кога ќе завршиш, ќе има многу девојци за момче како што си ти. Само да знам зошто толку убаво ја гланца школата. Деца! Внимавајте на раткапните на тркалата. Земете еленска кожа за нив, а ти, Хеп, земи весници за прозорците, така е најдобро. Кога ќе завршите со работата, елате ваму, имам изненадување за вас. Што е тоа, тато? Да, прво завршете ја работата. Бив, во Бостон видов прекрасна мрежа за вишење. Ќе ја купам, па ќе ја поставиме помеѓу оние два убави бреста. Каде е изненадувањето, тато? На задното седиште од колата. Брејте за боксирање! Бига! Ајде! Ајде! Одри! Ајде! Може го Бив. Извини, Хеп. Тато, ја види мојата нова топка? Каде ја најде? Тренерот ми рече да вежбам. Да, тој ти ја даде топката. Слушај, си ја поземи под собликувалната. Па ќе мора да ја вратиш, Бив. Ти рекол дека тоа нема да му се допадне? Добро, ќе ја вратам. Не, тој мора да вешба со прописна топка. Тренерот сигурно ќе биде задоволен од твојата иницијатива. Да, тато, тој секогаш ми честита за решителност. Да, затоа што те сака. Да ја земеше некој друг топката, ти имаше расправи, да. Опа! Хајде, Хеп! Хајде, Хеп! Хајде, Хеп! Што има ново, деца? Петко, осамени, тато. Осамени ја. Јас еден ден ќе имам собствена фирма и никогаш повеќе не ќе треба да патувам. Како на Чичко Чарли? Не, поголема од на Чичко Чарли. А кај беше овој пат, тато? На север, во Провиденс, се запознав со градоначалникот. Со градоначалникот на Провиденс? Да пиевме кафе заедно. А оттаму во Вотербери. Знаете дека Вотербери е прекрасен град со убав часовник. Прочуениот Вотерберски часовник. Оттаму во Бостон е лулка на револуцијата. И тато, колку сакаме еднаш да бидем со тебе? Да, кога ќе почне летото. Ветуваш? Вистина? Да ти, Хеп и јас. Ќе ги покажам сите градови, деца. Америка е полна со убави градови и племенити луѓе. Ние ќе ги носиме твоите куфери, тато! Да. Јас влегувам во бостонските продавници, а вие ги носите моите куфери. Зарем тоа не е прекрасно, а? Бив, ти си нервозен заради надпреварот? Не, тато, не. А што е сега кога ти стана капитен на екипата? На одморите по него трчаат куп девојки. Тато, во сабота ќе дадам еден гол само за тебе, да знаеш. Мора да дојдеш. Да, кога ќе им го раскажам ова само во Бостон. Кај си ти Бив? Денес требаше да учиме. Ще бе го дошол Бернард, што гледаш така бела? Тој треба да учи Чичкови. Идната недела полагаме матура. Бернард, ајде да се боксираме, кој Океј. Бив, слушнав како господинот Бирнбаум рече дека ќе те кутне ако не почнеш да учиш по математика и дека нема да те пушти на матура. Бив, ти ќе треба да учиш со него. Тато, ти ми ги виде моите нови патики. Чекај, колку тоа убаво си го напишал. Тоа што на неговите патики напишал Вирџинија универзитет, не значи дека ќе го пуштат на матура, Чичкови. Ајде што дрдолиш ти, Бернард. Па 3 големи универзитети се борат да му дадат стипендија, тие да го паднат. Ама јас слушнав како господинот Бирнбаум. Добро, Бив, ќе те чекам дома. Бернард, не е многу омилен, а? Не е многу. Да, јас така и си мислев.
Тој може да ги добие најдобрите оценки по математика во школото, но кога ќе дојде и ќе стапне во животот, тој секогаш ќе биде зад вас. Биди голем и секогаш ќе имаш предимство. Да, еве, земете ме мене за пример. Јас никогаш не треба да чекам пред набавното оделение. Би и Ломан е овде. И јас веднаш влегувам. Браво, момци! Мама! Линда! Како одеше Шевролетот, Вили? Шевролетот Линда е најдобрата кола што некогаш е направена. А зашто да озволувате на мајката ги Каднаш? Ајде, хеп! Прострете ги на јажето. Ајде, нос! Продаде ли нешто, Вили? 500 големи пакувања во Провиденс и 700 во Бостон. Чекај, имам оливче. Тоа значи дека твојата провизија изнесува $212. Да, јас се уште немам добро израчунато. А колку продаде? Види, 180 големи пакувања во Провиденс, не, беа околу 200 на целиот пат. 200 големи пакувања? Работата е во тоа што 3 продавници во Бостон беа затворени заради попис, иначе јас ќе го соборев рекордот. Вили, тоа значи дека твојата провизија изнесува околу $70 и неколку центи, тоа е одлично! Одлично, Вили, одлично! А колку сме должни? На први треба да платиме за фрижидерот, а до 15 за машината за перење и правосмукалката. Да, и за покривот, Вили. Па не прокиснува, бе? Не, одлично го направија. И на Френк му должиш за карбуратор. Него нема да му платам. Тој проклет Шевролет би требало да го забранат производството на тие коли. Заедно со сите ситници, до 15 ти треба да платиме околу $120, Вили. $120? Линда, мене работата, ако не ми тргне, јас не знам што ќе правам. Ништо, Вили, ништо. Следната недела ќе биде подобро. Не, Линда, мене луѓето повеќе не ме препознаваат, не ме ни забележуваат. Вили, тебе одлично ти оди работата. Ти заработуваш од $70 до $100 неделно. Ама јас изгледа премногу зборувам. Еве земи го Чарли за пример. Чарли. Тој малку зборува, а сите го почитуваат. Ти не зборуваш премногу. Ти си само полн со живот. Не, Линда. Јас многу смешно изгледам. Вили, ти си најпривлечниот маж на светот. Најпривлечниот маж на светот. Ти си прекрасна, Линда. Ти си најдобрата жена на светот. Знаеш, понекогаш, кога сум на пат, ми доаѓа силно да те гушнам и да те задушам, но пак не. Да, најпривлечниот маж. Што е тоа? Ги крпам своите чорапи, Вили. Толку се скапи. Ти не смееш да крпиш чорапи во оваа куќа. Ајде, фрли ги! Чичко, Вили, Биф ќе вози колата, а нема возачка. Каде Биф? Ќе го претепам, ќе го столчам. Ако не фати книга, ќе падне по математика. Ајде, мамни се! Би требало да ја врати онаа копка, не е убаво да краде, Вили. Не е убаво да краде. Каде е Како Биф? тако би требало да му кажеш. Каде е Биф? Ќе го претепам. А што е? Каде е Биф? Сакаш да стане царец, како Бернард? Па тој има дух, има карактер. Краде. И зашто тој мора се да краде? Па не ли го врати? Што му реков јас нему лошо? Јас никогаш не му имам ништо лошо нему речено. Тато, смири се. Смири се. Зошто се врати? Ме обзеде некаков ужасен страф. За малку ќе сгазев едно дете во Јонкерс. А како не заминав тогаш со брат ми Бен на Аљаска, да, тој човек знаеше како треба. Ме проколнуваше да заминам со него. Ајде, сега нема смисла. Да. Тој човек замина со она што го имаше на себе,
а се врати како собственик на рудници со дијаманти. Баш би сакал еден ден да слушнам како го направил тоа. Тој знаеше што бара. Отиде и го постигна тоа. Влезе во джунглата и од неја излезе на 21 година како богаташ. Животот е школка и таа не се отвара лежејќи в кревет. Ма ти реков дека нема потреба да работиш, јас ќе се грижам за тебе. Ти ќе се грижи за мене, а? Со своите $70 неделно, а твоите жени, станот, колата, тој ќе се грижат за мене. Се е во ред. Дачичко Чарли, борете. А зашто? Слушна време помислите што се случило. Да дојде на спиење. Не, оди хеп, ти легни си, мене не ми се скрие. Добро, само немој да се вознемируваш, во ред. А ти зашто не спиеш? Не можем да заспијам. Имам аритмија. Тоа е затоа што не знаеш како да јадеш? Јадам с уста како да ја. Да, ама би требало да знаеш за витамини и за такви работи. Ај, може да поиграме малку в карти? А носиш карта? Носам. Ајде. 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 Сечи. И? Зошто се врати? Мал дефект на колата. Би сакал да одам малку во Калифорнија. Навистина? Да. Сакаш работа? Јас имам работа, Чарли. А зашто ти по ѓаволите постојано ми нудиш мене работа? Навистина нема смисла, не можеш повеќе, Марта, разбираш? Јас имам работа, Чарли. Немој веднаш да се навредуваш. А ти немој да навредуваш. И зашто постојано дојдеш во оваа куќа? Сакаш да си одам? Јас не знам што ќе правам. Тој пак сака да се врати назад во Тексас. Пушти го нека се врати. Не мисли на него. Да, лесно ти е тоа ти да го кажеш. Не ми е лесно да ти го кажам тебе тоа, не ми е лесно. Ајде. Дали биде како го поправив таванот во трпезаријата? Да. Само не ми е јасно како го правиш ти тоа. Па не е важно. Ајде, те волам, кажи. Баш би сакал да знам, Што и ти сакаш да го поправиш таванот? Каде би можел јас? Па тогаш зашто ме тормозиш? Пак се навредуваш, Слушај, маж што не знае да ракува со алат, тој не е маж. Ајде, одвратен си. Немој да ме вериш одвратен, Вили. Многу сум уморен, Бен, многу. Продолжи да играш. Подобро ќе спиеш. Како ми рече Пен. Чудно, за миг ме подсети на брат ми Бен. Имам само неколку минути, Вилијам. Си слушнал нешто за него? Да, пред неколку недели добивме писмо од неговата жена од Африка. Умрел. Значи, ова е Бруклин. Може би ќе наследиш нешто? А тој зад себе остави 7 деца. Јас со него имав единствена можност. Морам да го фатам возот, Вилијам. Треба да посетам некои имоти на Аљаска. Тогаш да заминев на Аљаска, со него сеќе беше во ред. Ќе умреше од студ таму. На Аљаска има огромни можности. Се уште се чудам зашто не поиде таму. Да, се разбира, огромни. Волам? Како сте дома? Одлично. Нешто многу се избуне, што е? Мама со вас живее. Не, таа веќе одамна умре. Кој умре? Што е таа? Мислев дека ќе ја видам уште еднаш. Молам? Кој умрел? Кој? Како мислиш кој умрел? Зашто зборуваш сега?
Веќе е 8:30, Вилијам. Еве. Опа. Не. Што е, јас бе да Не. Јас требаше да повлечам карта. Не, тоа беше моја, не, јас... Па не, ти никогаш не си знаел да играш карти. Следниот пат кога ќе дојдат, ќе донесам карти со 5 ас. Не, јас така не играм со лажење. Би требало малку да се застравиш за ова. Кој јас? Да, ти да се застравиш. Јас да се застравам. И ти не. да се застравиш. Значи, таков си ти, Вилијам. Бен, јас долго те чекав. Во што е тајната? Тоа е долга приказна. Каде е тате? Не замина ли ти со него на Аљаска? Јас не знам на што ти се сеќаваш. Јас тогаш имав 3 или 4 години. 3 години и 11 месеци, Вилијам. Да, се сеќавам дека седев во скутот на мама, ние седевме покрај огнот и се слушаше некоја чудна музика. Неговата флейта. Да, флейта. Тате свиреше на флейта. Тој беше голем мајстор, правеше флейти. Чудно. Со една таква дреболија те можеше да заработи повеќе од колку што ти би можел за сиот свој живот. А што работиш ти? Трговски патник. Нека ти е за среќа. Лошо одат работите, бе, многу лошо. Дали е тоа Бен? Линда! Како се мила моја? А кај беше сиве овие години? Вели постојано се прашуваше зошто те не... Одам на Ајаска, да го најдам тато. А каде е тој? Вилијам, јас во тоа време слабо се разбирав од географија. И дури по неколку дена сватив дека сум тргнал на југ. Наместо стигнав во Африка, наместо на Аљаска. Аљаска, Африка. Да, Африка, златниот брег. Главно рудници за диаманти. Рудници за диаманти. Да, мила моја, но јас имам само неколку минути. Чекај. Деца! Ајде, дојдете вамо! Дојдете, деца! Ова е вашиот стрико, Бен. Да. Ајде, Бен, кажи им. Па вака, деца. Кога имав 18 години влегов во джунглата, а кога излегов имав 21. И живи Бога бе богат. Гледате ли што изборував јас вам, овдека можат големи работи да се случат, да току јас во тој дух ги воспитува моите деца да бидат јаки и омилени од сите. Ајде, момче, удри колку што можеш, носи. Ама не, господине. Удри го, удри го, ајде. Удри го! Зошто тој мора да се Внимај, момче. Никогаш немој да се тепаш фер со непознат човек. Никогаш нема да излезеш од джунглата. Ајде што зборувате, па бив може да го исече било кој од оние дрвја, ајде бив заменик и до градилиштето и донеси малку пешот. Гледаш да поправиме вратата. Ако види чуварот од градилиштето, ќе викне полиција. А да видиш ти само какви штици ми донесува минатиот пат. Најмалку 12 парчиња. Тие пари вредат. Да, јас потоа ги искарав. Навистина многу ги искарав, но тие моите синови се бестрашни. Чуварот трча по бив! Ама ајде, момиче, тој ништо не краде! Каде е бив? Ама Каде е бив? гледа што ти е тебе, па нема ништо! Време е, Вилијам. Морам да одам. Бен, моите синови, се плашам дека не ги воспитувам како што треба. А како треба да ги воспитам, Бен? Вилијам, кога влегов во джунглата имав 18 години, а кога излегов имав 21 и бев богат. Жими Бога, бев богат. Богат?
Да, богат, токму во тој дух јас ги воспитувам моите синови да се влезе под джунглата. Јас имам право. Вили, многу е доцна, Вили. Ајде в кревет. Линда, се сеќаваш ли на оној часовник што Бен ми го даде кога се врати од Африка пун со дијаманти? Да, Вили, го заложи одамна. Се сеќаваш за радиокурсот на БИФ? Да, штета тоа беше прекрасен часовник. Да, види, оди легни си ти, јас ке одам малку да прошетам. Повлечки си, Вили. Да, тоа беше прекрасен човек, со таков човек вреди да се да разговара. Јас имам право! Имам право! Вили, повлечки си! Мамо, што правите таму надоле? Ке те чуе. Мамо, што се случува со него? Ништо, што му осам не ќе му помине. Оди да спиеш. Го не му слуша да тоа зборува толку гласно. Дојде почесто, да ќе го чуеш. А зошто не ми пише? Како да ти пишам? Последните 3 месеци ти беше без адреса. И тој постојан е таков? Кога ќе се вратиш дома, постојан. Кога ќе се вратам дома? Зошто не знам. Јас не знам зошто. А би сакал да не е така. Ќе останеш овој пат дома? Не знам, мамо. Јас не можам да се смирам на едно место. Биф, човекот не е птица за да оди да се враќа со пролетта. Ти не можеш да дојдеш овде за да ме видиш само мене. Јас го сакам. Тој ми е најмилиот човек на светот. Нема да дозволам заради никој да се чувствува понижен, потиштен, навреден. Мораш сега да се одлучиш. Или ќе го почитуваш како татко, или повеќе не враќај се дома. Биф! Добро што се случува со него, мамо. Нему се доближувај, немој. Доста го браниш, па тој секогаш те поценуваше, немаше ли трошка почит кон тебе, мамо? Не би. Тој секогаш имал почит спрема неа. Што знаеш ти за него, подјаволико? Добро, само немој да велиш дека е луд. Само рекол дека нема карактер. Добро! Тој не е добриот татко на светот. Но тој е човек. И со него се случува нешто страшно. Затоа му е потребно вашето внимание. Тој човек е исцрпен. Цели 36 години работи за иста компанија. И сега кога остане, го остават без плата. Ало? Не го знаев тоа. Никогаш не си ни прашал. Да. Последните 5 недели тој работи на процент како почетник. Копилиња. Да. Не се ништо полоши од неговите синови. Мамо, Порано тој можеше да посети 6-7 квартови на ден. А сега само ги вади куферите со мустри од колата и потоа повторно ги враќа назад. И што се може да му помине из главата на човек кој вози 1000 километри враќајќи се назад дома, без да заработи ниту еден цен? Како не би зборувал самиот со себе? Па тој мора од Чарли секоја недела да позајмува по $50, а потоа да се преправа пред мене дека тоа е неговата плата. И ти велиш дека тој нема карактер. Човекот што целиот свој живот го потроши за ваше добро. Тоа е неговата награда. На 63 години да разбере какви му се синовите. мамо, Едниот женкар, другиот... мамо. Да. Таков си, дете мое. А ти? Кај ти е љубовта што ја чувствуваше за него? А бевте прекрасни момчиња. Секоја вечер разговаравте со него на телефон. Колку беше тој несреќен кога немаше да се врати кај вас дома. Тој ми сврли од куќава, мамо. Зошто го стори тоа? Затоа што знам дека е лажга, тој покрај себе не сака да знае дека и некој тоа го знае. Зошто лаж го? Меѓу мене и него и толку. Јас решив да останам овде, ќе најдем работа, платата ќе ја давам дома и се ќе биде во ред да си го да ме спием.
Ништо нема да биде во ред. Мамо, го мразам овој град, а сепак решив да останам во него. Што сакаш уште? Тој умира, би. Како умира? Се сеќаваш? Ти пишав дека пак ја удри колата во февруари. И? Дојде инспекторот. Рече дека имаат докази. Сите несреќни случаи годинава не биле несреќни случаи. Тоа е лага, мамо, како? Тој се обиде да се убие. Има една жена. Таа жена... Каква жена? Што? Ништо продолжи. Ма што тоа? Што со таа жена? Прашав само каква жена во ред Што со таа жена, мамо, ајде кажи. Била близко до неговата кола и видела тој се доближил до мостот и потоа намерно удрил во оградата. Го спасило единствено тоа што била плитка водата. Не, мамо, тој сигурно пак задрмал. Минатиот месец нема струја. Слего во визбата. За да земам осигурач, од зад кутијата со осигурач испадна мало гумено црево. На едниот крај имаше малечок вентил за плин, веднаш ми стана јасно. Господи, каков будала е! Го фрли цревото. Срам ми е! Секој ден слегувам долу во визбата и го прибирам тоа мало гумено црево. Потоа пак го враќам назад кога ќе се врати дома. Не можам така да го навредам. Живеам од ден за ден. Пив. Се колнам во Господ. Неговиот живот сега е во твоите раци. Ајде, мамо, ајде, се ќе биде во ред, верувај ми. Еве ќе најдам работа, ќе давам платата дома и ќе успеам, верувај ми дека ќе успеам. Се разбира дека ќе успееш, би. Твоја грешка е што ти никогаш не си се трудил луѓето да бидат задоволни. Знам, јас. Кога работеше кај Харисон на работно место си свиркаш. И што понекогаш сакам да свиркам? Но никој не унапредува човек што свирка на работно место. Немојте сега да се препирате околу тоа. Или како тогаш, на сред работа отиде на капење место да разнесуваш мостри. Што ти никогаш не бегаш од работа? Да, но јас секогаш на оправдување би. Станете. Ќе ти речам нешто. Во трговскиот свет многу луѓе тебе те сметаат за мртнат. Се помочаме с тебе во трговскиот свет. Не, помочај се, ама покри се. Слушај ме сега ти мене. Се едно ми е што мислат другите. И тато цел живот го сметаат за мртнат. А знаеш зошто? Зашто нам не е местото овде во оваа градска луѓица. Да, ние треба некаде на отворено да мешаме цемент или да сечиме дрво. Дрвосечачот смее да свирка. Дори и дедо ти беше нешто повеќе од дрвосечач. Да. Дури и дедо ти тебе никогаш нема да ти дојде паметта. И кој мисли во трговскиот свет дека јас сум мртнат? Не мисле така, тато. Појди на запад, биди дрвосечач, каубој, уживај. Били, тој само што рече... Јас знам што рече. Ајде, остави го. Ми се смејат, а? Епа, оди во Бостон и прашај за името Вили Ломан, па ќе видиш што ќе се случи. Јас сум позната личност. Знам, тато. Па зошто сакаш тогаш да ме навредуваш? Ништо не реков ли нешто, мамо? Ништо не рече, Вили. Во ред. Добра ноќ. Вили, тој само што реши да остане овде. И утре, ако ти издосади лежењето в кревет, бојадисај го таванот во трпезаријата. Јас утре излегувам рано. Утре ќе оди кај Бил Оливер, тато. Да, Кај бил Оливер? да. А зошто? Нели секогаш ми зборуваше дека ќе ми помогне. Сакам да почнам бизнис, тато, па може би ќе си го исполни ветувањето. Нели е тоа прекрасно, Вили? Немој да не прекинуваш. И што има во тоа прекрасно? Па би се нашле барем 50 луѓе кои би му помогнале. А спортска стока, не? Таде, нели се разбира нешто во тоа? Се разбираш, па ти би многу повеќе знаеш. А колку ти дава? Тато, не знам, немам разговарано со него. Па зашто зборуваш тогаш ти бив? Ти зборувам дека утре ќе одам до кај него, тато. А, ти пак фантазираш. А појде волито да ме... И немој да пцуеш во оваа куќа. Од кога ти па стана светец во оваа? Не ти дозволувам ти така да Чекајте малце, Чекајте малце, ајде, Бив, дојди вам. Дојди, ајде, село ти, Бив. Имам идеја. Да. Имам многу стварнива идеја. Минатиот пат кога бев во Флорида.
Размислував како најдобро се продава спортска стока. Дојди Биф. Јас и ти, Биф, ја имаме жицата на Ломанов. Двајца браќа, сваќаш? Да. Браќата Ломан. Слушај добро, тато. Ќе формираме два тима, ќе тренираме неколку недели и ќе играме еден против друг, браќата Ломан. Реклама во Ројал Палас, браќата Ломан. Реклама во сите хотели, браќата Ломан. Тоа вреди многу пари, тато. Да, идеја вреди милиони долари. Е, тоа прекрасно, Вили. Да, милиони долари! Ќе го вратиме стариот углед на семејството, ветувам. Освоите го свето, деца. Вие двајцата би можеле да го освоите сиот цивилизиран свет. Најпосле работите почнуваме. Немој да ме прекинуваш. И немој да одиш спортски, кога ќе отидеш кај Бил Оливер. Не се разбира. Да, службена облека и биди сериозен и немој да правиш вицеви. Тато тој од секогаш ме сакаше, му Да, бија тој те симпатичен. сака. Немој да ме прекинуваш. Значи, влези многу сериозно. А не бараш парите, треба само попатно да се спомнат, ти не бараш мала работа. Разбираш? Види, побарај 15. Ти колку мислиш да побараш? Па, И не вели би. Така зборуваат само дечиштата. Човек кој оди да побара 15.000 долари, не вели мислам дека 10 би биле поголеми. Секогаш почнуваш прениско. Влези со насмевка. Почни да правиш некои вицеви за да створиш атмосфера. Знаеш, не е важно што се кажува, туку како се кажува. И сугестивната личност секогаш победува. Да, тој секогаш имаше... Ама немој ти мене да ме прекинуваш! Да им викаш, тато. Јас зборувам сега! Само ти зборувам дека не сека А повеќе. кој си ти на оваа куќа? Вили! Немој секогаш да бидеш на негова страна, ме... Престани да излажеш! Поздрави го. Бил Оливер од мене сигурно се сеќава. Што ви требаше сега ова? Толку беше мил кога почнавте да му давате надеж. Оди, кажи му добра ноќ, не го оставај така. Да си легне, оди. Ајде, Бил, да му даде вода. Оди! Нему толку малку му треба за да биде среќен. Сакаше да ти посака добра ноќ, тато. Да, Што сакаше да ми кажеш, момче? Добра ноќ, тато. Утре вечер те каниме на вечера. Во ресторанот кај Френк во 6 часот да бидеш таму. Вили! Ти и твоите двајца синови ќе одите на вечера. Да, тоа е прекрасно. Добра ноќ. Прекрасно. Добра ноќ, Вили. Види, ако падни нешто од бирото додека вие двајцата разговарате, немој ти да го креваш. Утре ќе подготвам добар доручек. Ама немој! Немој да ме прекинуваш. Види, немој да си му кажал дека си работел на некаква фарма на Бил Оливер. Речи му дека си се занимавал со трговија. Добро. А и ништо повеќе, ни помалку од 15.000 долари. Да, во тебе има нешто, Биф. Ти се разбира дека ќе успееш. Добра ноќ, мамо. Добра ноќ, Биф. Мамо, сакам да ти кажам дека јас ќе се оженам. Да, секако. Да, ти секогаш истото. Само тоа сакам да ви го кажам. Добра ноќ. ноќ. Знаеш, Линда, утре кога ќе се враќам од работа, ќе земам малку семе. Зад куќата нема сонце, Вили. Ништо не расте. Ќе разговараш ли утре со Хауард? Да, ќе разговарам, ќе му речам дека повеќе нема да патувам. Не заборавај да побереш аванс. Треба да ја платиме ратата за осигурувањето, веќе помина рокот. Тоа е околу 100. Околу $200 би можеле да ми завршат работа. Во тоа е вклучена и последната рата за куќата, Вили. Да, по Таа 20, куќата е наша. по 25 години.
Биф имаше само 9 години кога ја купивме. Да се зачува хипотека 25 години, тоа е... Тоа е успех, Вили. Да. Тоа е успех. Видели да само Биф да се ожени, да формира семејство. Се сеќаваш ли на оној надпревар? Градското првенство. Кога истрчаа момчињата, тој беше највисок. Во дрес со златна боја. Да, како Бог, како Херкул, сонце го сјаеше. Сонце. Да, се сеќаваш како ни мафташе, а представниците на трите универзитети беа до него и муштериите што јас ги донесов. Скандирање. Скандирањето. Ломан, ломан, ломан. Да, во тој човек има нешто. Таква сјајна звезда не треба да згасне. А Вили, што има Биф против тебе? Не зборувај повеќе, Линда, уморен сум. Не си видел такво нешто? Магнетофон го снима звукот, вчера го добив, цела вечер останав со него. Слушај, жветка ми, прва е керка ми, слушај само како свирите молу. Слушај. А бра, како да е овде, со ова? 7 години, а каков звук? Да, види, јас би сакал нешто да поразговарам. Чекај. А сега ти, татенце. Луда е по мене. Слушај, сега е мој ред. А добар си. Добар си, чекај, сега е ред на син, слушај го. Главен град на Алабама е Монтгомери. Главен град на Аляска е Джуно. 5 години, Вили, само 5 години има. Да, можело еден ден да стане спикер. И тоа по азбучен ред, слушај ги како ги реди по азбучен ред. Главен град на Конектикат е... Тука нешто слугинката знаеш дека ќе ми истрка жицата и целото. Да, тоа е прекрасен апарат и јас ќе си купам еден. Секако величи ни $150, човек просто не може без него. Чекај, ти не требаше да бидеш во Бостон денес? Да, токму и затоа сакам да разговарам со тебе. И зашто си овде? Види па... Чекај, данес ја чукнал пак колата. Не. Тогаш во што е работата, Дали се сеќаваш на... Види, сакам да ти ја кажам вистината. Ајде, кажи, Вили, да? Јас сум помалку уморен. И решив повеќе да не патувам. Да не патуваш? А што ќе правиш, Вили? Да, се сеќаваш ли на оној банкет кога го имавме за Божик? Овде кај нас. Овде кај вас, ти мене ми рече дека... Се сеќавам, како не се сеќавам, само знаеш, не можевме да најдеме ништо за тебе, Вили, за тука, за работа, да. Вили, Хавард, децата порасна, не им треба многу, знаеш, кога би добивал $65 неделно, јас некако би се снашал. Јас го разберам се до тоа, Вили, само гледаш еве. А ќе ти кажам зошто, Хавард. Види, јас сум помалку уморен. Вили, јас сето тоа го разбирам, само знаеш, ти си трговски патник, а нашата работа е поврзана со патување. Да, јас 34 години работам во оваа фирма, а никогаш не сум побарал ништо, ме разбираш ли ти? Да, го разбирам сето тоа, Вили, да. Види, Хавард, татко ти лесна да му е земјата, знаеш,
дојде кај мене кога се роди ти и ме прашаш домислам Јас сето тоа го разбирам, само овде едноставно нема место за тебе. Кога би имал сам знаеш дека јас ќе направам се. Види, Хауард, се што е потребно тоа ми се $50 неделно, Хауард. Ама вели, што да ти направам тука, човеку кај мене? Што да ти направам, кажи? Па работа си е работа. Па знам! Јас знам дека работата си е работа, меѓутоа со слушање те молам, само за миг. Ајде. Види, јас бев многу млад. Имав 18 или 19 години, тогаш мечтаев да заминам за Аљаска со брат ми Бен. И веќе си имав решено кога сретнав еден трговски патник, се викаше Бил Циглмен. Тој имаше 84 години и така си го заработуваше својот век. Кога умре, стотици трговски патници му беа на погребот и негови муштери. Да, во тоа време, Хауард, оваа работа се ценеше. Види, имаше пријателство, почитување, сега нема ништо од тоа. Не разбираш ли ти мене, Хауард? Види, мене повеќе не ме препознаваат. Ете тоа е тоа, Вили. Дали гледаш? Види, се што ми е потребно се $40 неделно, Хауард. Ама Вили, јас не можам да направам чуда човеку. Истата година кога ти се роди, ме разбереш ти мене, јас... Вили, вака, значи те молам разбери зафатен сум. Ама види, јас зборувам за твојот татко. На оваа маса мене ми беа дадени големи ветувања. И сега не можеш да кажеш дека те чекаат некои луѓе или дека имаш работа. 34 години јас работам во оваа фирма, заработува по $170 неделно. Те молам, ако ти никогаш не си заработил. Тогаш заработува $170 неделно. И така ти дојде кај мене поточно јас... Вили, те молам, разбери ме зафатен сум. Куп луѓе ме чекаат надвор, Вили. Имам работа, ајде седни, те молам. Одмори се, веднаш се враќам. И те молам, прибери се. Прибери се. Да се приберам. Господи Боже, па што му реков јас нему. Боже, па јас му викам. Како се смел да нему да му викам. А Френк, се сеќаш ли кога дојдов кај тебе? Знаеш ти тогаш ми ја стави раката на работа. Ама знам дека работата е работа, но слушај мене, Мики. Хауард! Хауард! 18, 19. Хауард, ти се молам, знам ли го, Хауард? Вили, те молам и слушај ме. Те молам, Вили. Види, Хауард, мене ми треба кафе, ќе одам да се напијам кафе. Те молам и слушај ме. Значи, те молам и слушај ме. Види, добро, утре заминувам за Бостон. Вили, ти не можеш да патуваш повеќе во Бостон. Зошто не? Не сакам повеќе нам ти тамо да не застапуваш. Имав намера одамна да ти го кажам тоа, ама еве... Хауард, ти мене ме испаруваш. Вили, мислам дека ти е потребен подолг временски одмор. Кога ќе се чувствуваш подобро, слободно наврати, можеме да направиме нешто, ќе видиме, меѓутоа сега немам ништо за тебе. Ма јас морам да заработувам, Хауард. Вили! Ти имаш два возрастни сина! Да, имам! Имам два возрастни сина, меѓутоа не можам да им легнам на грбот, па јас не сум инвалид. Те молам, разбери, зафатен сум, Вили. Хауард, ајде те молам, пушти ме да отидам во Бостон. Вили, те молам, седи. Ајде, седи. Значи, имам куп работа, Вили. Куп луѓе ме чекаат надвор. Ајде, те молам, седни, одмори се, дојди си на себе, а потоа можеш да си одиш дома. А да, и во текот на неделата можеш да навратиш и донеси ми ги мострите нормално. Вен, зарем ја заврши работата на Аљаска? Е потребно многу време ако знаеш што сакаш, само краток службен пат. Да, мене никако не ги одат работите, Бен, никако. Морам да го фатам
Аљаска, дојде да се помине. Ти реков, никако не ви одат мене работите. Купив шуми за сечење на Аљаска, ќе биде потребен човек. Господи Боже, шуми за сечење, па замисли, јас и моите синови во тие огромни пространства. Нов континент е пред тебе, Вилијам. Излези од овие смрдеи, од овие задушливи градови, плукници на раците. Ќе се збогатиш. Та Линда! Да, Линда, мене Бен ми нуди работа на Аљаска. Вили, ти имаш прекрасна работа овде. Та, но Линда, јас таму би можел да се збогатам. Ма ти доволно заработуваш и овде, Вили. Доволно за што, мила моја? Доволно за да бидеме среќни. Вили, ти си ценет и почитуван, децата те обожуваат. Стариот Вагнер пред некој ден рече дека ако продолжиш вака, можеш да станеш член на компанијата. Да, таа е во право, Бен. Јас овде си градам иднина во тоа предпријатие и мислам дека сум на вистинскиот пат. Што градиш ти? Иднина? А каде е таа? Да, тоа е во право, Линда, па нема ништо. Како ништо? Има еден трговски патник кој е стар 84 години, Вили. Да, таа е во право, Бен. Кога го гледам јас него си викам, па што има јас овде да се грижам. Морам да одем. Погледни го ода момче. 3 факултети се тепаат за него, а тој оттаму ќе отиде во облаци. Да, зашто не е важно што работиш, Бен. Важно е да имаш насмевка на лицето и да имаш пријатели. Чудото на оваа земја е дека ако си славен, ќе бидеш и богат. Токму затоа е важен. Твојот надпревар денеска, момче, тебе ќе те гледаат 80.000 луѓе и ќе те сакаат. Да, Бен, јас тоа сум го видел, тоа не е како твоето дрво, тоа не се пипа со рака, меѓутоа постои, Бен. Збогум, Вилијам. Дали сум го право, Бен? Јас многу оценам твоето мислење. Новиот континент е пред тебе, Вилијам. И можел да се збогатиш. Но јас и тоа можам и овде да го постигнам. Ние секако дека тоа овде ќе го постигнеме. Еј, момче, денес ќе те гледаат тебе многу луѓе и ќе навиваат за тебе, а спремен ли си ти? Да, ти денес ќе се вратиш како капитен на екипата која победила во градското првенство на Њу Јорк. Да, ќе победиме. И кога ќе изведам капата тој гол, ќе биде само за тебе, тато! Здраво, чичко Вили. Здраво, Бернард. Како сте, миловие, што ве гледам вас? Да, што правиш ти овде? Само навратив да го видам тате, патувам за Вашингтон. А тука ли е тој? Да, во канцеларијата. Има малку работа, седнете. Да. А што бараш ти во Вашингтон? Водам една судска расправа, чичко Вили. Така. А играш и тенис? Ќе бидам на гости кај еден пријател што има игралиште. Така, собствено игралиште за тенис. Види. Татко вели дека бив се вратил. Да, се врати, тој брка некоја голема работа. Со што се занимава бив? Па види, тој работи на големи работи. Знаеше, а ние денес ќе одиме на вечера заедно. А чув дека жена ти родила син? Да, тој ми е вторно. Гледај, 2 сина. А каде работи бив? Бил Оливер, познат производител на спортска опрема, го викна да се врати назад и му даде одврзани раце. Вие уште ли сте во истата фирма, чичко Вили? Види бе, Бернард, јас се радувам кога гледам дека еден млад човек навистина Биф има многу добри можности, многу добри. Бернард. Што е, чичко Вили? Што е тајната? Каква тајна? Па на успехот, како успеа ти, зошто тој ништо не направи?
Тоа не би можел да го знам, чичко Вили. Да, ама ти му беше пријател од детство, знаеш, јас тоа никако не можам да го сватам, знаеш, мислам дека неговиот живот заврши тогаш со онај надпревар. Има нешто што од секогаш сум сакал да го прашам, чичко Вили. Кога требаше да полага матура и кога професорот по математика го падна. Да, тој кучкин син му го упропасти животот. Да, чичко Вили, ама тој само требаше да учи преку летото и да полага поправен испит. Да, јас му велев да оди да учи и го натера да оди на полагање. Тогаш зошто не оди? Зошто? Зошто? Бернар, тоа прашање како сениште ми се влечка веќе 15 години. Смирете се, чичко Вили. Види, Бернард, што се случи тогаш? Та ти му беше пријател уште од детство? Не беше тоа тогаш. Се сеќавам добро, бив многу се налути, но беше готов да полага поправен испит. А наистина? Да, не го обесхрабри него тоа. Најнаш потоа тој исчезна и го немаше никаде, речи си, цел месец. Дали тој дојде кај вас тогаш, чичко Вили? Да, дојде во Бостон, па што со тоа? Токму тогаш, кога се врати, никогаш тоа нема да го заборавам. Зашто јас имав само убаво мислење за Бив. Иако тој секогаш ме подценуваше. Го сакав, чичко Вили. И кога се врати, ги зеде своите патики. Се сеќавате ли на оние патики на кој пишуваше Вирџинија универзитет? Беше така горделив со нив. Ги носеше секој ден. Ги зеде, ги однесе во визбата и ги изгоре во печка. Се степав. Се тепавме половина час. Удиравме еден на друг и истовремено плачев. Често потоа се прашував зошто. Како да знаев дека тој тогаш се откажува од својот живот. Што се случи во Бостон, чичко Вили? Како мислиш тоа што се случи во Бостон? Немојте да се лутите. А немој ти со мене така да разговараш. И што значи тоа што се случи во Бостон? Ќе загоцниш на возот, хајде. Еве одам, тате. Довидување, чичко Вили. Довидување, синко. Не грижете се. Ти благодарам, тате. Како ти се допаѓа моето момче, а? Оди да брани еден случај пред Врховниот суд. Пред Врховниот суд? Морам да побрзам. Довидување. Среќно, Бернард, среќно. Да, пред Врховниот суд ни збор не рече за тоа. Да, не треба да се зборува, треба да се работи. Да, Чарли, но ти никогаш не му кажуваше што треба да работи. Јас никогаш за ништо не сум се грижил. Слушај, еве ти $50. Јас мора да одам. Не чекај го аудитор, хајде. Чарли, моето осигурување, јас ќе треба да го платам, ако си во можност ми треба $110. Знаеш, јас би извадил од банка, меѓутоа Линда би забележала. Ќе ти вратам, Седи. Што правиш ти? Ти нудев работа. Можеш да заработиш $50 неделно и јас нема да те праќам на пат. Јас имам работа, Чарли. Ма зошто по јаволите не сакаш да работиш кај мене? Јас имам работа! А кога еднаш ќе се опаметиш по јаволите? Слушај, ако ми го речеш тоа уште еднаш ќе те звекнам. Добро, колку ти треба? Види, Чарли, јас пропаднав. Ме иштера. Хавард отпушти. Да. Тој пилиштарец, а замисли, јас му го дадов името, го држев градско. Добро, кога ќе сватиш дека тие работи не значат ништо? Не вредат ништо. Единствено на овој свет вреди тоа што може да се продаде. И најсмешно е што ти си трговски патник, а не го разбираш тоа.
Слушай, Вили, јас знам дека ти мене не ме сакаш, но еве ќе ти дадам работа затоа што јас така сакам. Што велиш на тоа, а? Јас не можам да работам за тебе, Чарли. Но зошто? Говори си на мене, зошто? Ама не можам да работам за тебе и те молам, немој да ме прашуваш зошто. Цел живот ми загидуваш, ти проклет будала. Добро. Еве ти и плати го твоето осигурување. Осигурувањето. Зарем тоа не е смешно? Да вредиш повеќе мртов отколку жив. Мртов, никој не вреди ништо, Вили. Слушай, што ти велам? Вили! Чарли, зар тоа не е смешно? Ти си ми единствениот пријател. Господи Боже, Господи. Повелете, господине Ломан, повелете. Веднаш ќе средат. Не, Стенли, овде е подобро. Се разбира, онде надвор е голема вредот. И, Стенли, како е? Кучешки живот. Барем војска да ме земе, а може би ќе ме отепаат сега. Брат ми се врати. Се врати, а? Голем парвез. Зазнава внимавај како се однесува со него, вечерва и татко ми ќе дојде. Татко ми? Да. Имаш добри ракови? Се разбира, едни големи, едни совршени, едни вкусни. Остави им кишки палки. Се разбира, нема да ви дадам гувци. Вино? Не. Оној коктелот со шампајско, Стенли. Што е да ме добивте на лотарија? Семејна веселба. Брат ми заврши голема работа и изгледа ќе работиме заедно. Одлично, семејниот бизнис е најдобар. Така и јас мислам. И да краде некои парите остануваат во фамилијата. Стенли, мижам. Да? Што се случува? Мирисам. Што? Доаѓа едно маче. Господине Ломан, нема тука мачиња. За вас, господине Ломан. Ја фатив на радарот. Оди послушија. Веднаш. Повелете, господице. Чекам еден човек. Простете, господица, ако немате ништо против. Јас сум продавач на шампајско и би сакал да го пробате мојот бренд. Сте ли послужија? Многу сте љубезен. Ситница, фирмата плаќа. Шармантен продукт за продавање. Како и се друго. Трговија си е трговија. Веројатно. Може би вие продавате нешто. Не продавам. Чекај. Какво лице е? Ова лице треба да биде на насловна страница. Сум била веќе. Истина? Стенли, ти реков? Манекенка е. Тоа се гледа. Господице, а на кое списание? На многу. На здравје. Знаете што велат во Франција? Шампањот е пијало кој го разубавува тенот. Здраво бив. Здраво, Хип. Извини што доцам. И јас што току стигнав. Господице. Форсайт. Господице Форсайт, ова е брат ми. Се вика Бив. Веројатно го препознавате. Не. Познат рагби играч?
А во кој клуб? Се разбирате од рагби? Не, за жал не. Бив игра во тимот на Нью Йорк Giants. Вау! Па тоа е прекрасно. На здравие. Мило ми е што се запознал со вас. А јас сум Кепи. Сушност името ми е Харолд, но во војната академија сите ме викаат Кепи. Мило ми е. Тато нема да дојде. Ја сакаш? Тука не бил читал. Кај ти е никогаш не сам. Идемо кај Оливер. Иде. Прво да ја видам никогаш не сам одоберува. Ја сакаш твоја? Не. Погледни ја кукла. Господице, зафатена сте. Зафатена сум. Но би можела да телефонирам. Епа, ајде злато, телефонирај. И најди некоја пријателка. Ние ќе бидеме овде уште некој време. И не заборавај, бив еден од најпознатите рагби играчи во земјата. Мене навистина ми е мило што се запознав со вас. Врати се брзо. Ке се потрудам. Ау, немој само да се потруди, злато, туку сигурно. Штета и штета. Каква девојка. Затоа јас не се женам бив. Нью Йорк е пол со вакви. Слушај, Хеп, Ти реков готова е. доста со тоа. Добро. Се виде со Оливер? Се видов. Со мене беше само една минута. Го чекав цел ден. Се сети на тебе? Не се сеќаваше ни кој сум, ни што сум. Се чувствував како идиот. Му ја каже нашата идеја бив. Со мене беше само една минутка си отиде, ме разбираш? Што направи бив? Кажи ми, откаде идејата дека јас кај него сум бил трговски патник? И така ме погледаш, што веднаш сватив колку лага бе си отмеши. Добро бив, што направи, што се случи? Не знам, тоа излезе од канцеларијата, јас повторно влегов внатре и не знам што ми стана Хеп. Одеднаш го седов неговов пенко. Те фати? Не, бегав, изтрчав. По скалите бегав, 11 спратот бегав. Глупости бив, зошто го стори тоа? Не знам зошто едноставно сакам нешто да земам, разбираш, ова мора да го кажам на тато. Ти си луд, зошто? Затоа што тој мора да знае дека не сум човек на кој некој може да му поземи толку пари, ете затоа. Повелете, господине Роман, тука се вашите синови. Здраво, деца! Здраво, стари! Па јас со години не сум бил овде. Повелите да седи. Ти се напиеш нешто? Па немам ништо против. Сте ли донеси виски? Дупли. Борете 3 дупли. Тато, ај вечерва да се натрескаме, а? Ти си пивнал нешто, а? Малку, да. Да. Да, бив. И? Значи, се е уред? Да, беше чуден ден, тато, знаеш. Морав прилично долго да го чекам. Оливер? Да, Оливер. Всушност, цел ден го чекав. Многу работи, многу факти во животот ми станаа јасни. Откаде идејата, тато, дека јас кај него сум работел како трговски патник? Се разбира дека беше... Не, тато, јас бев само еден доставувач. Не, се разбира. Не знам кој го измисли тоа прв, но јас никогаш не сум бил кај него трговски патник. Што зборуваш ти? Тато, дојде вечер да се држиме до фактите, безсмислено да се лажеме. Па јас бев еден обичаен разнесуваш, доставувач. Не, сега слушај ти Остави мене. да завршам. Не ме интересираат никакви приказни со минатото, деца. Јас сум денеска отпуштен. Да. Отпуштен и сега ми треба некоја добра вест. Доти да ми да ја однесам на вашата мајка, затоа што таа жена дома чека и страда. Работата е во тоа бив што ништо не ми паѓа на памет. И затоа не ме интересираат никакви факти и документи. Тоа мене не ме интересираат. Значи, зборуваше со Оливер? Зборував, кажи ми, добро, како може да те отпуштат? А како те прими? Добро, не ти дозволувани на проценти да работиш? Да, останав без работа, велиш убаво те прими. Се разбира, да се разбира. Да се плашев дали ќе се сети на него. Замисли, не го видел човек од 15-20 години, а така убаво го прими. Истина, Бога ми. Да, знаеш зашто тој се сеќава на тебе, затоа што ти некогаш кај него си оставил добар впечаток. Види, те прими во канцеларијата и разговаравте во ходникот. Па, тој влезе, знаеш и... Да, се надевам дека те прегрна, нели? Да, на некој начин, да. Да, тој е прекрасен човек, тешко се доаѓа до него. Да. И зборувавте, нели? Да, зборувавме тато.
Види, мислам дека до него тешко се доаѓа, така Да, рекол, да каже нашата идеја, тато. Да, ти немој да не прекинуваш. И што вели тој за тоа? Тато, слушай ме, тато, ти не ме оставаш да ти го кажам оно што сакам. Од кога сум дојден овде, јас чекам да ми објасниш, синко. И, значи, зборуваше со него, а? Јас зборував, тој ме слушаше. Да, тој е познат по тоа што добро слуша. И? Тато, ќе ме оставиш да ти го кажам оно што сакам. Ти не разговараше со него? Ма разговарам. Да не го навреди. Ти сигурно си го навреди. Тато, остави ми да ти го кажам оно што сакам на вистина. Поѓа, молите, кажи му што се Па не случи. можам да разговарам со него. Господи Ломан! Господи Ломан! Да, јасно ми е. Те паднаат по математика. Каква математика што зборуваш, тато? Математика! Господи Ломан! Господи Ломан! Математика. Да не паднеше тогаш, сега ќе беше свој човек. Тато, слушай ме. Јас го чекав цел ден. Би, престајте му. Тој не сакаше да ме прими, тато. Би падна по математика! Не можно. Бирбаум го падна! Нема да го пушти на матура. Мора да го пушта, мора. Тој мора да го запише на универзитет. Каде сега би? Не е тука! Отпадува дечичко, би! Татка за Бостон. Свршено со Оливер, ме разбираш? Да, јасно ми е да не паднеше тогаш. Ама што да не паднеше тамо? Ама нема ти мене да ме опинуваш! Не паднав јас по математика, туку ти! И како е тоа пенкал? Глупости бив тако пенкало вреди. Си го зел пенкалото на Бил Оливер? Тоа ти го кажувам, тато. Да си го украдол пенкалото на Бил Оливер. Тато, всушност не го украдал. Не го украл, тате, го држал в раце, бил Оливер влегол и тој го ставил в джеп. А, Господи Боже, ви... Тато, немав таква намера. Хотел Стендич, добра вечер. Не сум во собата. Имате повик, господине Ломан. Тато. Ма не сум во собата. Тато, јас ки се поздравам, верувам и Господин Ломан не се јавува. Ако искате дежурниот. Знаеш, Не. Оливер зборуваше со својот партнер и рече дека се работи само за сумата. Значи ќе успеа, види? Па се разбира дека успеа. Значи успеа, нели? Се разбира дека не гледа. Така, слушай ме. Знаеш, утре сум повикан на ручек. Ова ти го кажувам да знаеш дека се уште сум способен да оставам добар впечаток, ама тоа ќе го направам некаде на друго место, да тоа е супер, не можам да го таму. Што не би? А пенкалото? Пенкалото па ќе му решиш дека си го взел погрешно. Јасно, утре ќе одиш на ручек. Да, си решавал крстовството ти случај. Не можам тоа да му го кажам, тогаш ќе седов онаа топка сега неговото пенкало, тој тоа ќе го поврзе, тато. Не можам да му излезам пред очи. Ти побрам работа на друг. Ти не сакаш да станеш некој нешто. Ти не сакаш да бидеш човек, во тоа е работата бив. Мислиш дека ми беше лесно пак да влезам во неговата канцеларија после оно што му направи тогаш? А зошто тогаш отиде? Зошто? Погледни се на што речиш. Погледни се себе си. Бив, или утре ќе отидеш на тој ручек. Ма не сум повикан на ручек. Бив преста! Ама достате! Така, достате! Тако и ништо, Достате! Престанете работата! Во ресторан сте! Ова е Лета. Добро вечер, Добро господиници. вечер. Нема да ја отвориш вратата? Лета не ќе може долго да остане. Утре треба рано да станам. Повелете, седнете, ова е нашиот татко. О, татенце! Татенце, седнете до нас, татенце! Беше сладко. Види, ајде оди и отвори ја вратата. Седни, Дојди, тато, седи. Јас морам Каде? нарекне Тањата. А, тоа е Само право. Беше многу што сте го довеле татенце со себе. Не можам да поверувам дека тој е ваш татко. Господице Форсеј. Пред вас што помина еден принц. Добар, непознат и неуморен принц. Многу добар пријател. Татко кој себе дал за своите синови. Многу е сладок. Добро, девојки, ајде да не губиме време. Бив, како бе планирано? Тебе воопшто не ти е грижа на него, нели? Ме нешто потресен ти постиви. Слушай, знам колку ти е грижа. Гледаш на мене во избада, како можеш ова да го дозволиш? Како може? Јас кој постојано бегал од вас? Стани! Гледаш дека не можам да му помогнам.
Но ти можеш да ти се убие, го знаеш ли тоа? Ами го знам и аз, би! Братче, помогни му. Живи Господ, помогни му. Што му е? Зошто се лути? Само малко и нервозен дори. Не. Значи не ми се допаѓа неговиот карактер. Ќе го стигнеме, борите. Ве молам, кажете ми на татенце. Татенце. Тој не е мој татенце, тој е некој човек, не знам. Стели, сметка. Девојки, да го стигнеме бив и да го запалиме градот вечерва. Може? По мене, девојки. Ама престани да се смееш, Нема да ја отвориш вратата, ќе го разбудат целиот хотел. Не, јас не очекувам никого. Злато, дојди да се напиеш уште едно и престани да бидеш толку себичен. Не, јас сум само малку осамен. Види, па ти мене ме упропасти. Знаеш, од сега кога ќе доаѓаш, направо ќе влегуваш кај купувачите. Нема повеќе чекање во мојата канцеларија. О, види Луман, мене начисто ме упропасти. Епа многу убаво од тебе. А зашто си ти толку себичен? Ти си толку тажен. Ти си најтажниот и најсебичниот човек на светот. О, ајде дојди вамо, глупчо, смешно е да се облекуваме на полнок. Нема да ја отвориш вратата? Не, сигурно јас грешиле собата. Па тогаш кажи им нека си одат. Па надвор нема никого. Види, некој е пред вратата и мене тоа едноставно многу ме нервира. Добро, во ред. Види, ти остани овде и не излегувај. Знаеш, во Бостон постојат и некои закони за вакви работи. Да, и затоа не излегувај. Тато? Бив, зашто не отвориш вратата? Тропам 5 минути, се јавам на телефон. Што бараш ти овде во Бостон? Тато, Да не се случило нешто добро? јас те разочарав, тато. А како мислиш, Бив? Паднав по математика. На матурата? Да, на матурата нема доволно бодови. Да, и Бернард не сакаше да ти помогне. Се обиде, тато, но добив само 61 бод. И тие не сака да ти дадат уште 4 бода? Бирбао не сакаше ни да чуе, тато. Ќе појдеш ли да разговараш? Кога ќе види каков човек си, сигурен сум дека ќе попушти, тато. Ти знаеш како треба да се зборува. Да, ќе појдам, Биф, а ти сега оди долу до портирот и кажи му дека ние си заминуваме. Ајде, оди побргу. Тато? Да. Тато. Тато, знаеш зашто те мене ме мрази? Еднаш кога задоци на чаш излегов пред таблата и го имитирав со едното око гледа ваму, со другото. А учениците? Умира од смеење. Тато има некој овде? Не, тоа е од соседната соба. Тато некој во бањата. Ама ти кажав, таму прават некаква забава. Били! Има нешто во бањата што мрда! Ајде, одете си во својата соба, господице. Знаеш, таа е набавувач и сместена е на истиот спрат, кај што сум и јас. Нези ја бојадисуваат собата, па затоа ја пуштив овде да се истушира. Да. Ајде, одете си, господице, одете си. А каде ми е фустанот? Не можам гола да излезам во ходникот. Тоа е господицата Френсис, знаеш, таа е набавувач. Набавувач е, нези ја бојадисуваат собата, хотелот мора да води сметка незината соба да... Се разбира. Ајде, одете си, господице. Но морам прво да се облечам, не можам вака. Ама ајде, одете си. Каде се чорапите што ми ги вети? Нема чорапи овде.
Не, имаше 2 пара женски чорапи за мене и сега сакам да ми ги дадеш веднаш. Господи Боже. О. А вие играте рагби или бейсбол? Рагби. Да? И јас исто така. Ајде ви се молам, одете си веќе еднаш по ѓаволите. Ви благодарам. Јас само се надевам дека во ходникот нема никој. О! Епа, добра ноќ. Саминете веќе еднаш одовде. Ајде Вив, ајде, земи ги куферите со мостри и веднаш да тргнеме, јас утре ќе отидам кај Бимбаур, ќе разговарам со него, не разбираш нити мене. Бив, таа само набавуваш, ме разбираш нити мене, сместена е истиот спрат, таа ги разгледува мострите, престани да плачеш! И ајде правилно тоа што ти говорам, земи ги куферите, Бив! Види, Бив. Ти кога ќе пораснеш, ќе го сватиш ова. Не треба да му даваш многу важност на вакви ситници, Бив. Ајде, јас ќе разговара со Бимбаур. Нема потреба. Како нема потреба, па тој мора да ти даде тие оценки, тебе ти треба да се запишеш. Нема да ти успее. Ќе ми успее, веруј ми, ќе ми успее. И не сакам. Како не сакаш? А тогаш ќе одиш на полагање? Синко. Тато. Сине, јас бев осамен. Јас бев многу осамен, синко. Ти ги даде чорапите на мама. Ајде, молчи. Тргни ги рацете од мене, ти лашко! Лашко, Илин! Лашко! Бив! Врати се, Бив, ке те претегла да знаеш! Земи ги куперите со мостри, Бив! Господине Ломан! Господине Ломан! Смирете се. Смирете се. Вашите синови заминаа со девојките. Рекоа дека дома ќе се најде. Но ние требаше овде да вечераме. Ќе можете ли сам? Да, секако дека можам сам. А како изгледам? Одлично, совршено. Добро, еве ви вам $1. Господин, вашиот син ме ќе плати. Ама земете, вие сте добро момче. А видете, има ли некаде овде некоја продавница за семе? Мислите за сеење? Па да, за моркови, краставици, за такви работи. Има една наголот, ама мислам дека е веќе доцна. А тогаш јас морам да побрзам. Јас морам да купам семе. Јас ништо не сум посебал. Уште не спиеш? Каде тато? Спие? Кај бевте? Сретнавме две многу згодни девојки, момичке. Ти донесав ми цвеќе, види? Стави го во твојата соба. Зошто го направи ова? Па јас сакав само да ти донесам цвеќе. Тебе ти е се едно дали е жив или мртов? Ајде, Бив, тргни се. Како жив или мртов, овде никој не е на умирање, мама.
Мамни ми се от пред очи! Мамни се! Къде е старият? Чакам да разговарям с него. Кажи ми къде е. Да не си му се доближил! Къде е, мама? Го викате на вечера. Той за това се радува цел ден. А потоа го оставате. На душман, но тоа не му се прави. Зошто, мамо, тој прекасно си помина со нас? Мамни се! И вечерва требаше да одите по женски, ти и твоите проклети курви! Ама јас сакам само да го забавувам, бив гледаш што ми направи. Мамни се! Мамнете се и двојцата! Соберете си ги парталите и одете си ододе! Соберете го и цвеќето! Не сакам повеќе да бидам ваша слугинка! Не сакам! Животни! Да го оставите само ресторанот во таква состојба. Дај јас го остави да седи во тоалетот и да трдори сам. Ти гнаса! Да, мама. Еве пред тебе стои најголемата гнаса на светот. Мамни се! Сакам да го видам стариот, кажи ми каде е. Да не си му се доближил, бегај до оваа куќа! Морам да го завршам прекинатиот разговор, кажи ми каде. Нема ти со него да разговараш, нема. Би. Стави го намира, те молам, стави го намира. А што прави таму напред? Се. Во ова време од ноќта се. Господе Боже. Бив. Моркови на разстояние от 10 сантиметри. Едно стапало 10 сантиметри моркови, 10 сантиметри краставици. Ама подјаволите, каде ли е тоа семе? Овде ништо не се гледа, не затвориле од сите страни. Остави ме, сега имам работа. Тато дојдов да се поздравам, повеќе нема да се враќам. Утре нема да одиш ке Било Оливер? Немам состанок, тато. А да, те прегрна, а не ти чакаш за состанок. Хајде да влеземе внатре, те молам да престанеме со тоа да ја кажеме на мама. Не сакам да ја видам. Тато, ајде те Не сакам да ја видам. Зашто не сакаш да ја видиш? Така не сакам. Тато, јас сум и такве су ти. Јас сум тој што треба да се поправи, тато. Те молам да влеземе внатре. Немај, пушти ме. Добро. Заврши со сеењето, Вили. Ние се договоривме. Ја заминувам и да повеќе нема да се враќам. Така е најдобро. Ќе ми посакаш среќа, тато. Подај му рака, Вили. И немој да си му го спомнал тоа пенкало. Тато, немам состанок. Да, ти ја стави раката на рама. Ако не кажеш некаде најдем нафта, како си на панчека, дотогаш заборави дека сум жив. Ако гледаш ли како пркоси? Пркоси. Подај ми рака. Не сакам. Не ми се дека лавици се раздели. Ете така спогум. Да даде Господ бел ден да не видиш ако си заминеш од оваа куќа. Вили! Што сакаш од мене? Сакам да знаеш дека ти својот живот си го пропасти заради пркосот. Да, пркосот! Пркосот е твојот пропаст и еден ден која ќе пропаднеш до дното, кога ќе гниеш негде крај некоја железничка пруга, сети се на тоа и немој да ме обвинуваш мене! Јас не сум за ништо виновен! Јас никогаш не те обвинувам за ништо. Ти се обидуваш да ми забиеш нож в грб. Добро, лажба еден. Ајде да ги отвориме картите. Тргни се, мамо, тргни се. Чекај, што е тоа? Ти многу добро знаеш што е ова. Не, јас тоа пат да го гледам. Сигурно не го донесоа гулците во избата, а, мамо? Што требаше со ова да направиш? Херој од себе, а? Требаше јас да се сложилам на тебе, или? Јас не знам зашто зборуваш ти. Никој нема да те жали, Вили Ломан. И време да ја чуеш вистината, кој си ти, а кој сум јас. Гледаш ли како пркоси? Доста би. Да, тој не знае кој сме ние хебе. Пркоси. Никој во оваа куќа не разборувал вистината, никога не! Ние секогаш сме зборувале вистината. Што е ти, фалбаџе? Види го, што си ти? Кажи ми, тато, што си? Главен снабдуваш си? Ти си еден од двајцата помошници на помошникот, кажи му! Не бив, јас бе постојано дома! Си препон со фалби, хеп!
А мене ми е доста смачено ми од тие лаги. Не може повеќе. Сега слушни ме кој сум ја свили. Знам кој си ти. Знаеш зашто 3 месеци бев без адреса, а? Во Канзас Сити украдов, просто ми лежи во затвор. Престани да плачеш, завршив со тоа. А кој е за тоа виновен? После гимназијата секоја добра работа ја губев поради крадење. Ај, за тоа јас сум виновен! И никаде, ама баш никаде не може да се задржам на едно место, зашто ти толку многу ми ја наполни главата со твоите фалби, што не можам да трпам намети од никого, од никого, од никого. Ете кој е виновен. Кога суди и обеши се во тие лаги. Зашто е совесен били? Слушаме ти мене. Денес 11 спрата бега со туѓо пенкало врака. И одеднаш на сред зграда застанав и го видов небото. Го погледав пенкалото и си реков, што правам јас овде? Што барам оваа канцеларија? Зашто правам будало од себе? Кога се што сакам се наоѓа таму, надвор! И го чекам мигот кога ќе кажам дека јас знам кој сум! Зашто тоа не можам да го кажам, Били? Вратата ти е отворена. Тоа јас сум обичен човек, како што си ти. Но јас не сум обичен човек! Јас сум Били Ломан! А ти си Биг Ломан! Тато, ти никогаш не си бил ништо друго, осем обичен трговски патник, кој заврши во корпа за отпадоци, како си те дуги. Тато се обидов. Поминав 7 држави и никаде не може да заработа повеќе од $1 на час. Престани да очекуваш чуда од мене, тато. Ете, не сум од тие што успеваат, а и ти исто. Пркосно куче. Престани ми доста! Престани ме, тато! Никој ништо сум, тато, не е тоа пркос. Не е тоа пркос. Знам што сум, тоа е се. Зашто тој плаче? Те молам во името на Бога. Пушти го да си. А ти тргни се од тие лажни соништа пред да биде представен. Заминувам изутрина. Сега тоа ми не чуди. Бит мене не сака. Да, мили. Да. Тој те обожува. Од секогаш те сака. Ајде, Били. Ајде в кревет, доцна. Ајде. Не, одете вие, легнете, јас ќе дојдам подоцна, оди хеп, легни. Тато, јас не се оживав. Да, да. Се ќе биде поинаку. Ветувам дека уште оваа година ќе станам шеф на оддел. Се ќе биде поинаку, мамо. Вие сте прекрасни момци. Само така продолжете. Добра ноќ. Ајде, Били, доцна. Ајде. Не, оди легни си ти, јас остави ме малку сам, сакам да посебам. Подобро е да дојдеш, Вили. Оди легни си, јас ќе дојдам. Ајде ми изгледаш малку уморна. Добра ноќ, Вили. Аби, јас знаеш дека ти ќе бидеш голем човек. Човек мора да биде голем,
за да ја освои джунглата, но треба да влезеш во джунглата за да извадиш дијамант. Да, но јас имам много други идеи. Бен! Внимавај. Види, тие идеи вредат $20,000. Какви 20.000? $20,000 на рак. Внимавај. Може да се случи да не ја исплатат ратето за осигурување. Да не ја исплатат? Тоа е кукавички. А зарем е подобро да се живее вака цело живот? Може би си го право. Сепак, $20,000 се нешто што може да се добри. А погребот, Бен, погребот ќе биде величествен. Ќе дојдат мои муштери од Мејн, од Масачусетс, од Вермонт. Тоа дете ќе биде како од гром удрено, затоа што тој никогаш не веруваше дека јас сум познат, ќе види тој. Тој е сјајно. Но внимавај да не излезеш во тоа. Ја знаев. Секоја знаев дека јас и бив на крајот ќе успееме. Време е. Шутнија топката силно и веднаш трк по неа. Кога ќе напаѓаш, напаѓај остро и силно, затоа што на трибините има многу луѓе и еден ден. Бен! Каде си, Бен? Господи Боже, што требаше јас да направам? Каде требаше да одам? Бен! Се стемнува Линда. Немаше право да го направи тоа. Ние ќе му помогнеме. Зошто никој не дојде? Беше голубав погреб.
Прв път во 35 години никому не должина. Имаше погрешни совишта. Никој да не го осудува овој човек. Вие тоа не го разбирате. Или беше трговски патник, а трговскиот патник мора да собрува синко. Таква му е професија. Прости ми, Вили. Не можам да плачам. Не знам што ми е, ама не можам да плачам. Не разбирам. Зошто го стори тоа? Зошто? Ми се чини дека си заменет на пат. Јас ке те чекам. Не разбирам. Зошто го стори тоа? Зошто? Денес ја платив последната рата за куќата. Слободни сме. Слободни.